Здраво живо наши, ова е нашиот нов подкаст Тиквешки Моабет и денеска имаме многу јак гостин, денеска имаме многу јака тема, сите ви интересира оваа тема, посебно машката популација, а и мене лично. Денеска имаме јак гостин, денеска со нас е Вареловски брзи Александар. Здраво живо брате и фала ти што прифати поканата да дојдиш да не бидеш гостин денеска у подкастот. Здраво, добро вечер и баш ми мило на поканата. Како што кажав, малци очекував, нели, да се видиме и баш ми е мило сепак. Ние си направиме Моабет пред да почнеме да снимаме, така да темата е отворена, може слободно да тепаме директно у центар. Не, ова не е у центар, но да не се збркаме, значи. Јас сум Васко од Неготино, не е тие други. Да. Брате, сите на некој начин сме биле фудбалери кога сме биле деца. Еве, ја ќе почнем од мене. И затоа сакам да те питам како меракот за фудбал. Од кога памтиш ли од кога почна да играеш фудбал, од кога имаш мерак за фудбал? Убаво кажа, нели, да не се навраќаме сега демек сме старини, али порано секој беше спортист на свој начин. Так. Немаме телефони, немаме такви глупости да не ги речам работи. Сите беме на улицата. Едноставно сите имаме спортски дух у нас. Да. Али моето почна патешествие со фудбалот на мои 7 или 8 години. Прво да кажам дека се запишав 3 дена на карате. Значи прво карате, после фудбал. Карате 3 дена, значи не знам дали се рачуна. Тие се првите основни потези на карате одиш, па после у фудбал две. Значи тука е клучот. Изгледа и тоа дефанзивец станав, и карате бев 3 дена. Нормално. 3 дена кошарка и некако, така требало да биде, значи како викаме и друштво, и другари, и се те навлекло Ти си повише се пробал фудбал. прво у карате, по кошарка Да. и на крај у фудбал и таму се пронајде. Таму уште терам со фудбалот, али некако чудна приказка беше у кошарка кога се запишав, отидев 3 дена со фудбалски дрес од Бразил. Така да и мало некоја најава. Роналдо ли беше? Не, немаше ништо позади. Да, така Оти сите имаме дрес на Роналдо, тоа едно време и јас сум тука негде генерација малце помал од тебе, ама таа генерација кај што сите имаме дресови на Роналдо. Кој Роналдо? Стариот Роналдо, оригиналниот Роналдо. Значи тоа беше крај. Нашиот оригинален Роналдо. Да, и тогаш сум навил за Бразил и тоа било страшна работа. Така. Кажи ми, у кој клуб почна да првите тренинзи, денешниот Тиквеш или? Не, првично почнав, имаше Јасенчо Каровски, Оникс се викаше клубот. Тогаш беше некако нов клуб, нели, вклопен. Да. Не знам точно колку години бев таму, тоа е нели многу одамна. После ме зема покојниот Љупчо Филипов сега што е. Он беше во Тиквеш, во тие млади генерации. Так. Од Оникс првиот клуб што ми е мене, значи бев после тоа Љупчо ме зема во Тиквеш и ете до ден денес, нели, фала на Господ, Значи, сум те влече името Тиквеш, значи тука сме остануваме до крај. Па некако се вклопија сите коцки да бидам поише домашен играч, нели да кажеме, али сепак не ме е криво за ништо до сега. Така, секоја чест. И ја, например, те пратам, те следам и стварно врвни спортисти сте, секоја чест прва лига. Иначе, у најавата не најавив дека си капитен на Тиквеш и дека ти си тие што воде екипата напред, ти си тие тука со таа лента што сите одат по тебе. И кажи ми сега да се надоврзам на воа сега, дали е лесно да бидеш капитен? Нели викаме, таа лента си има посебни задачи, да кажеме, Тежина. нели? Да, посебна тежина. Таа тежина јас не ја величам многу, дека сега јас носам таа лента и дека јас морам да бидам главен таму. Так. Не. Мада, иако ми дава нели малку посебно значење ради тоа што некако, да ви кажам, еве сум тука скоро 8 години ќе направам редоследно у Тиквеш, од кога се вратив. И некако градот има многу личности што ми викат капитене. Знаеш како? Ти вича имаш титулот. Да, тоа ми беше нели зборот. Па тоа не се купува, тоа се добива. Да, тоа се добива, не е секојдневно, што јас уште не ми е толку нели внесено во главата, не дека не ми е убаво, нели викаме, али кога ќе размислам дека
толку многу време сум тука, у мојот град, у мојот клуб, каде што сум почнал, и баш ми е мило да се навратиме, нели, за статусот на таа капитен. Да. Има големо значење, кај што мора, нели, да бидеш во делот на играчи присутен за секој проблем, со стручен штаб, значи мора да има комуникација играчи, стручен штаб, управа. Тука сум јас некако измеѓу. Ти си тие што префрла информацијата од едно ниво на друго ниво. Значи не е лесно сепак. Тоа е поише како се вика терет, ама на некој начин симпатичен терет или баш ти е мило, нели, што си капитен. Кој не сака. Ја го свара, ама не тие што цркат по некој. Да. Добро, па и по некој треба, не може по сите да се. Да. Како да кажам сега, нели викаме, мора да бидеш пред се пример. Така. Значи, не дека не може секој да биде капитен, сега да не кажам дека нели јас сум избран, јас сум едини што сум таков. Не. Да. Значи, мора да имаш сепак пример, да, како да кажам, ти да имаш таа дисциплина, да имаш респект прво ти према сите, па после да имаш, нели, и фидбек. Тоа сакав да те прашам, има ли некои правила за да, пример, сега ти мора да бидеш од кавадарци, мора да си од школата на Тиквеш, мора да си за да бидеш капитен или нема правила? Или битно е да си пред се човек, па после играч, па после сите други работи? Мислам дека за мене лично, нели, кажувам јас моje мислење. Зборувам у клубот Тиквеш. Да. Искрено не сметам дека мораш да имаш од се помалку. Така. Нели викаме, мораш да имаш и, како да кажам, да се најде на НЗС, од се помалку да имаш човечност пред се, значи да имаш разбирање за сите, нели викаме, не може сега ако ти ме нервираш малку повеќе, ајде твоите работа да заоставувам. Не, значи без разлика колку, нели, не може према секој исти да бидиш. Со некој повеќе, со некој помалку, али мора да има граница на сето тоа. Мораш да имаш, нели, малци сепак и фудбалско, нели, у тебе, каде што ако немаш фудбалско нема ни да бидеш. Нема да играш. Така, таа прва екипа и не да играеш. Види, на некој начин секој од нас има некој фудбалско у него, ама на некој му е поразбудено како кај тебе, а на пример кај мене е заспано, така да. Јас само се бавам со тука анализа, вака нака пратам ситуација. Како беше на никад не е касно. Само многу тешко у фудбалот не можеш касно се докажеш, на 50 години можеш да играеш фудбал реално. Ќе направиме екипа. Како беа, ветерани. Ветерани, да. Иначе да ви кажам за аутфитот денеска не сме договорени, воа ни е спонтано, само рекуваме дека ќе носиме тренерки. Значи, скроз сме исти, тука нема разлика. И се израдуваме. Да, кога се видиме, мислеме дека некој не зафркава. Да не се има договорено невестите нешто, не знам. Кажи ми, ти си капитен од Тиквеш. Што значи за тебе Тиквеш? Вака, лично, како го осеќаш ти клубот? Обично, например, секој си има своји симпатии. Еве, например, јас сум од Неготино, нормално навивам за Вардар. За тебе што значи Тиквеш? Мада го почитувам Тиквеш максимумно, тука да не се разбериме грешка. Нели, си правиме јас ти моја, Тиквешијата си ја почитуваме. Како иде, значи, нели, и Вардар, Неготино, и Тиквеш, и мало и у Неготино, и у Кавадарци, нели, и од таму фудбалери, што и баше окей, баш ми беше мило. Јас сум начекал многу од Неготино што сме играле заедно. Тиквеш, значи, првите чекори што ги почнав таму и баш одев. Имам, како да кажем, некоја чудна историја кај мене има, у мене, со Тиквеш, со сето тоа. Кога најногу требаше да просперирам на 16 години мој, каде што више, нели, треба да влеваш у таа права екипа, се да биде, тогаш беше Тиквеш втора лига. Од тие момент, кога влегов у првиот тим, Тиквеш беше во втора лига, ама одеше на едното. Значи, играеме дури и бараш за трета лига, кај што јас учествував во тие бараш, нели, без разлика што бев на клупа, сепак си, нели, у составот. Испаднаме тогаш од Караорман, у трета лига, тогаш имаше, нели, кај оде клубот надоле, хаос настанува у градот, трета лига, па сум играл и четврта лига за клубот. Знам како е, сега го поминуваме у Неготино. Дај Боже и ние да влеземе у прва лига една ден, ајде, со Господ напред. Сите да стакат. Да, така е. Така да имав
тежок период баш тогаш кога требаше нели малце да. Ама тогаш кога си го издржал тие период, сега може да замислам како е. Која е гордоста сега? Па нели викаме, може мене малку покасно да не кажам ми дал Господ, нели, Да. за да еве јас сум 38 години, фалам, уште не сум 38. Да. се навратам. Ќе бидиш. Да, Здравје 8 Боже. мај. За поклони нешто. Да, да, да. Ако да треба знаеме нешто дата. поклони тука кај на сите у пораки, нема проблем. Да, да. И ќе ги префрлиме после на сметка. Така да може малку покасно ми дади нели фудбалот сето ова нели и како да кажам да сум шанса за успех, за резултати, не дека сум немал претходно успех, али зборуваме нели сепак и за Тиквиш, каде што еве фала му на Господ уште играам, се надевам дека ќе му помогнем уште година-две на Кога клубот. може Роналдо до 45 да играе, можеш и ти тука, нема изговор се, ајде. не се Нека го равним, правиме тоа да, муавет, да не го повтараме. Така да, се надевам дека нели здрави и живи. Па ќе кажам Тиквиш е супер до сега се што сум постигнал и баш ми е мило. Малку да се надоврзам, мило ми е со Тиквиш што имам, тоест што сум дел и убаво кажате нели и како капитен и како лидер, значи има удел, се бореме многу тешко за од втора лига, прва лига да влеземе, значи едно 3-4 години, па корони да не спомнуваме, да не се Тоа наврачиме. е тешкиот период. Да, тешкиот Баш период, ве општо пратев на тие сите во периоди. животот, нели, а не па за фудбал за се. Ете се избориме да дојде нели прва лига после 17 години или 19 беше, да не ми Да не критикуваат, фаќаме нели? кусур. Да, Сега да, да. битно е пред многу време. Да. После тоа, после 2-3 години испаднаме и Европа. Значи, искрено горд сум што ете со Тиквиш имам нешто направено. Нормално и цел Кавадарци и цел Тиквиш е горда на тоа што ви го имате направено. Така, Лично. нешто многу ми е битно, нели, што сум дел у тие возрастни години у сето ова у Тиквиш. Значи, морам нешто да спомнам, не сум себичен, Така. нели, освоив пехар со Тиквиш, едини капитен што едини играч што до сега нели дигнал пехар со Тиквиш, не сакам да сум последен. Да, да. Дај Не Боже сакам да да има сум само последен. успеси, сега така, лигата значи, со освоја наредна така, сезона, ако Вавичи не не сакам сега јас да бидам единствен. Не, Да. нека има историја, нека има пехари, нека има радости, Дај како Боже, викаме, дај да, нека Боже. има резултати. Така е. Нека има спорт. Имаш ли некој најдраг момент? Сега го кажат пехарот, мислам дека е тие најдрагиот момент од фудбалот. Јас бев лично присутен на таа утакмица и ве гледав и беше многу еуфорично, убаво и убав амбиент. Дали тие моменти е најдраг или имаш други моменти? Искрено, тие е најдраг, нели викаме. Јас Мада- сакав да ти го поставам прашањето, ама знам дека тие Да. најдраг, не може да е нешто друго. Тоа знаеш ти е како? врвот, нели, Не, во кариера? Да ти кажам искрено, и влегувањето во прва лига. Знаеш како Да, многу, тогаш имаше голема еуфорија у градот. многу голем, имаше многу поголема ефорија. Да. Преди тоа што многу време да немаш праволигашки фудбал у твојот град, Така. а ти да си тука моментално и да си на работ да влезеш, ни претходно имаме еден бараш изгубено. Значи беме толку многу близко да влеземе, не влегоме Да, и знаеш да. како Ама не значи, си ние- изгуби вербата. Така, се ние одеше сме натаму. испаднале уште посилни и како клуб, и како управа, и како се, како град, значи уште посилни за не сме се откажале. Така. Што нели викаме перцепцијата на животот е тоа, никогаш да не се откажеш за било што, посебно Тоа е за таа сон. порака сега што сакаме да ја пратиме. Дечки, значи нешто ако сакате да успеете, оите до крај, па макар и да има пречки. Тоа е, мора да се издржи. Ако нема пречки, ако Да. водиш лесно нели у животот, нешто не е како што треба. Така е. Јасно. Дали имаш игрено ти од тие утакмици? Јас морам да те баш мен тоа ме интересира. Кога играт пример Тиквеш и Вардар. Дали ти си тие едни од поинтересните утакмици или зборувам за Вардар од Неготино. Оти ние сме тука таков симпатичен ривал и секој пат го прибираме вниманието на публиката. И мене тие утакмици ми се многу поинтересни од било која од прва лига утакмица, реално. Знам дека се игреше у трета лига и дека у Кавадарци стадионот беше скроз пан, кој игреа Тиквеш и Вардар Неготино. Дали си присуствувал на такви утакмици? Не знам Или, точно да ти или кажам. тогаш тие периодот кога е трансфери, кога имаш... Не, имам учествувано, само не знам точно колку утакмици имам игрено, али знам дека 2 минимум имам игрено, сигурно.
Дали има посебни емоции на тие утакмици или? Тоа сакав да кажам. Некако чудно замисли играиш втора, трета лига со Вардар Неготино, каде што некогаш сме били сигурно поквалитетни, Да. а пак имаш, знаеш, некоја Ривалитет трема е што тоа. викаме, да, но, знаеш, и чекаш, знаеш дека ќе има публика, стадионот фул, каде што стадионот сега моментално во прва лига толку фул не бил, на да. 5-6 утакмици може само бил, колку што било тогаш со Вардар Неготино. Али пак ќе кажам, добро е што имало нешто да го напане тие стадиони и од трета лига кај били и двата клуба. И тоа е баш за поздрав, нели викам од Баш, екипијата. мене ќе ми биде многу мило да се надпреваруваме, пример, да биеме и ние од Неготино у прва лига и тогаш да има јако дерби. Ја мислам дека тоа ќе биде Ел Класико. Така, сега малце го кревме Неготино. Ако. Али тука сме за комшиите секогаш. Јасно, ни треба да се поддржаваме сега тоа што било. Реално, Сега. да. Сега е друго време, сега е некој убаво време кај што едни со други се поддржаваме, едни без други не можеме. Многу просто едноставно. Да. Кажи ми, сега правиме моабет за убави работи се. Кажи ми, кај има тешки денови кај ќе треба да влезеш со облекувалната и ти е скрвавено. Како се понашаме тогаш? Ти кај капитен, шо лафиш тогаш, шо се случува? Оти у секоја една работа има тешки моменти. У било кој, денеска домаc си дојш изнервиран, домаc се скараш. Како е кога имаш, например, тежок пораз и треба да влезеш со облекувалната? Какво е чувството? Не се влева или? Не да не се влева, нели, как да кажам, има многу различни карактери, сите различно, нели, реагираат, некој избувнува, некој се. Прво пред се мора да се смират страстите, нели викаме секој кај е нервозен, се може да се каже. И затоа е многу спортот е малку чудна работа. Без разлика што и да се случи, мора да има смиреност. Ради тоа што нели викаме, можеш да изгубиш, можеш да победиш нерешено, значи нешто мора да се случи, не може ти нон-стоп да победуваш. Нема како. Така е. Некојаш тука се гледа и големините порази на екипата. Да испаднеш со кренатата глава, нели? Ради тоа што моабетот ми беше што за 4 дена или за 7 дена имаш друга утакмица. И сега ти наместо да се спреме за таа утакмица, ако мислиш старата и новата ќе се зафракне. Ако паднеш психички, после месец дена не можеш да се правиш. Тука сме, да не кажам, сите прилично више окей, или пробујме сега малку повише младата генерација мада они се посмирени од нас, не повише се нервираме, нели? Па добро, да. Такво некое време сме растени, кај што и мало повише тензии и нервози и такви работи, никој пат не било идеално. Сме се нервирали, не сме сакали ни да губиме, нели викаме, сме сакали да победуваме нон-стоп. Така и треба да биде. Оти, нели, не одиме сега, битно е да учествуваш. Треба да одиш да победиш, нели, тоа е моабет. Виче, ако одиш на утакмица и за се е така, например. Си има, нели, тука, нели, и тренерот мора да воспоставя, нели, малци ред, мир, кај што до сега се е било окей, од него почнува сето, така да и повозрастните играчи, не само јас како капитен, туку, нели, секојаш има и повозрастни други играчи, кај што и они насочуваат на тоа смиреност, да нема нервози, ради тоа што ако настанат нервози, ќе испаднеш, ако и дали второ полувреме, дали другото утакмица ќе биде уште поголем хаос. Да. А сепак си ти една фамилија кај што секојдневно заедно заработуваш за леп, заедно играиш, мора да бидеме. Така е, така. Сега убаво кажа, заедно заработуваш. Пред да те питам тоа питање, да кажам само нешто дека пијам убаво кафенце и тоа е од Infinity. Дојдете да се напиете, тоа е неговиот кафич и многу убаво кафе има. Значи, еве сега си гътнам. Топ. Кажи ми, дали се заработува добро од фудбалот у Македонија? Зборуваме, дали можеш да живееш само од фудбал? Моментално е окей заработката, али не фудбалот е краткорочно. Да. Сега јас ќе кажам, јас сум скоро 38, што многу е ретко тоа. Да. Мада се почесто е, али пак не секој го може тоа, нели? Така. Дај Боже секој да стигне и до 40 више да играе. Али малку е тешко за после тоа. Да. Што ќе биде кога ќе се заврши со кариера?
За од Македонија Зборувам, пример, после дали сакаш да бидеш фудбалски работник, тренер на помали категории, устручен штаб, нешто, у тие стил. Зборувам, ако си посветен стриктно само на фудбал, дали можеш да живееш нормално у Македонија? Зборувам, професионална кариера од 20 години, еве да земам, да не е од 18, да играеш до кај 40 и после да имаш дали клуб за дечиња, дали ќе помагаш у стручниот штаб у Тиквеш или не знам на друго место или дали има есап да живееш од фудбал или чисто е поише од љубов отколку за пари. Тешка тема, затоа и сакам да те питам. Тешка тема, знаеш, од прво лице сакам да ја слушам. Искрено од фудбал може да живееш, тоа е моментално, нели? За после тоа е малку тешко, ај ти што ги кажа сите тие работи, да бидеш внесен по фудбал како тренер, како не знам, како Зборувам фудбалски работник да си цело време активен само со фудбал. Да ги тргне на другите работи на страна. Јас тука нешто ќе ставам. Не може па после тоа сите фудбалери да бидат нешто фудбалски активни. Сигурно нема место за сите да бидат у дело управа како спортски директор, како нели координатор, како такви работи. Не може сигурно сите да бидат. Така да, ако нели може да се просперира уште до неколку години. Ако зима окей плата, да кажеме, значи има моментално има и добри некои плати, али може да биде тие после тоа уште ајде да не кажам сега јас години уште колку, али 5, 6, 7 години ниш да не работиш, ама тоа е многу малку период. Вака минат. Така после е, пари ка трошиш. Да, јас. Сите знаеме, да. Па тие полесно што се земат, побргу и се трошат, нели, одма. Како капни и така лапни и одат. Ако приоритетот пред се мора да се стави да играеш у Македонија, зборувам за помлади играчи сега, нели, да играеш у Македонија, да сакаш да се докажеш, за да одиш настрана, па да се вратиш, мада и тогаш кога ќе се вратиш, пак мораш нешто да има некој ефект да, нели, викаме да правиш нешто, дали некој бизнис, дали нешто да купиш, нели, како недвижности за пак да функционираш. Да пак си обезбедиш иднината на некој. Еве да ги ставиме и 40 години, нели, да заврши кариера на 40 години. Здрави и живи сите, очекуваме да живееме над 60. 20 години е голем период само да трошиш. Ако немаш пак некој примање. Да, ама тоа што ќе го трошиш па од негде треба да го заработиш, нели? Така. Ама не да си заработил доволно, посебно кај идат, нели, со фамилија, со се, значи искрено. Не, знаеш што сакам да ти кажам, значи ника луѓе, човечко толку нели викате не наситно. И колку и да зимаш, секој пат ќе викаш леле, воа ќе трае кратко 5-6 години. Зборувам дали ти од тие 5-6 години активно играње у врвот на кариерата може да заработиш, зборувам, карикирам, 1.000.000 евра или 500.000 евра да тргнеш настрана за да може утре да почнеш некој бизнис за да работиш нешто друго откако ќе заврши професионалната кариера. У Македонија може тоа да си го дозволиш. Значи тоа ми беше и питањето. Да, значи ете, додиме нели заклучок, али пак ќе кажам мора да е тоа домаќинско. Да. Така сега да не се лажиме, не може да се опуштиш а и сите ситуации се различни, на пример, сега на некој му спогодило, некој па е недомаќин, некој па е многу па домаќин и така не навлеам нели во тие карактери, али заклучокот е дека можеш, нели, ако си домаќин да нели го прави муабетот за тие дел, можеш нешто постоја да функционираш, така да пак е окей, посебно сега моментално. Да не се лажиме, порано сме играли за многу помалце, посме го сакале фудбал. Сега е поише е платено, посебно вие помладите поише се платени и сега они многу полесно му е така што викаш ти, ако уклучат нели светилките кај нив, ламбата што викам. Може многу лесно постоја да функционира, да се пробуваат, посебно сега и со вие сектор со телефони, со интернет и со се. Така да може да си дозволат некој нормален живот, да кажеме. Да. Кажи ми, дали на секој фудбалер му е сон да замине од нашата држава и да играе негде настрано у јака лига? Дали е тоа на секој еден или, например, некој не сака само туку да играе или... Обично, нели сите сакаме да играеме у Реал Мадрид, сите. Ти се раѓаш и топката ти ја валкат и ти сакаш да бидеш да играеш у Реал, у Јувентус сакаш да играеш, може? Реално? Со не. Сите сме сонувале, да. Али моментално малку и тие сон претерува, што поише сонот ги преовладува нив, него ли
сегашност. И сите се губат усвоено. И за тоа значи, проблем. Стварно е проблем тоа сето. Прво мораш да го искористиш сегава тука, кај што си, тука да докажеш дека треба да одиш нагоре. Да. А не сега не можеш ти од тука да отидеш во Реал Мадрид, па и после ако не бива таму, се вратам у тиквиш. Так. Али сонот си стоек и секој играч, нели, ја мислам дека и секој човек има сон голем. Кој нема, сите имаат сон. И убаво е тоа. Треба да сонуваш, ама да не претеруваш со соновите. Сега да летаме, сега богати тука да имам две јахти у Вардар паркирани. Мрзе нема смисла, кај че и паркирам тие јахти. Дали си имал ти некоја таква жешка понуда од страна негде да треба да одиш? Се десило ли или на пример туку некој наш поголем клуб, сега тиквеше голем клуб, ама дали си имал такви некои двумици да сакаш да одам, да не одам, да се мислиш, да се размислиш? Сум имал прилика, значи Нови Пазар имав прилика, тоа е 2012 и у Романија бев така на 5-6 дена како проба да кажеме. Значи тогаш бев 22-23 години. Ете, се десија работи што не сум успеал никому ништо, значи па ќе кажеме живот иде дале. И не треба да паѓаш. Така. Сум имал такви прилики малку, јас дури да ви кажам право, 3 пати си имам откажано од фудбалот. Таа е некоја чудна приказка. Не само у таа професија, у секоја една. 3 пати си имам откажано, малку специфичен карактер сум, кој ме знае. Па еве, фала му на Господ, па ќе кажам, значи, сега за сега ми е идеално. Замисли да си се откажал, пак да те вратат, пак си се откажал, пак да те вратат, што нешто имало у тебе, али како да кажам, сите склоп на околности се тоа. Нели кажав јас на мои 16 години тиквеш одеше надоле. А јас требаш да одам нагоре. И сега патишта се развојуваат. Кога твојот домашен клуб оде надоле, ти треба да си нагоре. Малце е тешко, али па тогаш не се поклопиле работите, ама гледаш зошто тогаш требало да биде така, за сега да е вака. На некој начин кога ќе видиш некои работи и се отварат така. Реално, нели го кажаме претходно, горд сум што го постигнав сето ова и со тиквеш посебно и како капитен, како у мој град. Стварно ми е мило, значи посебно со па цело Каварче е гордо, така е, баш. Што сакав да ти поставам сега питање, ми избега мислата, ќе го скокнем. Ај, постои питање Коки. После лоша утакмица. Како е да испаднеш на чаршијата? Например, знаеш дека многу каков народ сме ни тука. И после кога ќе испаднеш, дај ти си излева на чаршијата. Па евен пример, неќе нели кога пиеме кафе. Знаеш дека сите за утакмицата. Знаеш дека ќе се задеват. Ама се задеват прво, што ти викат? Не ми е јасно. Ја не гледам много фудбал, знам дека тоа е. душата ќе ја извади. Тоа мен ми е јасно. А чекај сега, зошто не го пита кога ќе ги победите, како ти е кога ќе испаднеш, Не сите мој тоа поинтересно. Ај, прво вака. Прво кажи кога ќе изгубите некоја утакмица и како ти е кога ќе испаднеш на чаршијата, а после да ми кажеш па кога ќе победите, па како вака. Вака сега, може двете прашања ќе ставам малку у еден одговор. У средина. Да, ама нема шанси, тоа не одговара, мора да биде. Вака сега. Нели, еве јас оти имам кафе и се сакаш нечиш, можеш да се појавиш таму. Така. Има денови кај што не одам само ради тоа. Посебно нели кога ќе изгубим, не одам. Одам кога ќе тепаме. Па неќе нели пиеме кафе и ти што ми рече, не дојди фоти и ми се деси утакмица и готово, не испаѓам. Зборот ми некогаш, знаеш како има луѓе, дури и блиски луѓе, што сака да го кажат тоа на шала, а јас сум човек што и тоа што го кажат на шала, го кажуваат малку со потешки зборови. Знаеш како? Да не сакам сега да ги спомнам. Таков ни е моабетот, директни сме, нема кај не сморе, бе зошто вака, туку директ, бе, ви се десили во, оти вака, ве начука или не знам што, така ќе ти рече и ќе ти повреде. Ќе кажа малку по-нежно, па ли изгубите. И сега знаеш, види моабет. Слуша приказката сега. Имаме 5 победи поред и едно нерешено. Тоа се 6 утакмици што јас не памтам со тиквиш кога сум ги имал тие резултати. Дали втора лига, дали прва лига, а во сето се дешава до пред еден месец. 5 победи и едно нерешено. Немаш 6 утакмици пораз. Да бете Манчестер Юнајтед, братот што носеше косат се пострижеше. Да. Ти имаш ајли шишадата. И
тие период многу малку луѓе, знаеш, ти викате, браво, супер, знаеш што значи сега ти 5 победи да имаш поред. Не ги засега толку многу тоа. Да. Еден пораз, после сите тие позитивни резултати, Значи еден изгубиш од пораз, поквалитетен противник и сите те па ево баво кажете, ни моментално сите што се први 4 екипи, ни само однев имаме изгубено. да. Зборувам уназад у 8 месеци. Само од првите 4 Така. екипи имаме изгубено. Значи у тие последните 6-7 немаме ни пораз. И сега се дешават пораз, пак ли изгубите? И ја викам, како бе, пак ли ние 8 утакмици немаме пораз? Како тоа пак? Ти ако лафиш за у 2020 година, за окей. И таков народ Тоа- сме ни, чешит народ, да те издрибла некој, да ти зафркне, да ти каже, ајде на зајбанција. Ми се дешават сите тие работи и на утакмица, кај што малку последен пат дури ми дојде неубаво, може и не треба так да реагирам, малку изреагирав. Ама лично се знаеш со публиката и мораш да изреагираш, Така, ајде. али знаеш, кај ми е убаво, не ми треба твоите подршка, знам Да. дека ми е убаво. Освои ме куп, сите те гушкате, не Така треба е. да ме гушкаш, мене ми е убаво. Мада сите сме за славие. Така е. Кешки да има, нели, пак ќе кажам, секоја година да има успеси. Секоја Боже. година, ја најнегу сакам да има туку, уште 3 пехари сакам да кренам. Да. Али, Сега од качи, лигата, сега наредено од лигата. уште ти ако го освоам, одма се откажувам. Не, значи тераме до крај додека не се. Лига шампиони. Да, Да. со тие уште вака. Искрено, кога губиме, па да не кажам, толку со лоши зборови се кажува, се коментира, се изненаден, не сум изненаден, туку баш морам да ги поздравам лозарите. У последните 5-6 години оде толку многу добро, окей, од нивна страна што стварно 90 минути ни дават подршка, навиват се и ни сега од обичниот народ имаме проблем. Така е. Ој си, пензионира се, стар си, млад си, кај го стави, кој го стави. Не бе човек, дај му подршка на тие. Таков Дај народ му сме. подршка. Ја мислам дека у наредниот период се смене тоа и ќе биде напоарно. Че има затоа и многу клубови во Европа успеват од такви работи, оти имат морални подршки, оти психолошки се подржуваат. А ние на пример чекаме кикс и за да може да му се исмееме на некој. Тоа е кај нас проблемот. Као да речки, но и народно кажано, Да. да се ми жив и здрав. Така. Кажи ми со која екипа најтешко ти е да играеш од прва лига? Го мислев тоа. Со неготино. Добро е сега, Коста, ајде сега, ајде Од молим прва те. лига спомнаме сега. Не ја буцкај работа. Прати фудбал малце, па после прашање, не? После у клуб се умоавитот. Има една интересна ситуација. Ние го испаднаме Силикс, тогаш влезиме преку Силикс у бараж. Да. И сега Силикс испадна втора лига, а таа година го освои купот. Така. А ние влезиме прва лига. И верујте, не верујте, од тогаш не мислам дека Силикс го немаме тепано. Од кога влези па прва лига. Не пуштат, значи. И нека они што не пуштат, туку мислам дека Господ ни даде се со нив на баражот. Да. И сега знаеш како, многу пати сме играли многу подобро од нив, сме имали, памтам, една утакмица у Кратово, до 10-та минута требаше да биде 0-3 за нас. Најмалку. Значи, изборувам, ние изгубим на крајот 1-0. Да, тоа е иронијата у фудбал. И Че ги надиграеш и на крајот од правам Зар, обид че до 10-та минута. До полувреме требаше и 0-5-0-6 да оде. Не знам која година беше, нели, али до тие степени што кажа ти, не Значи, дека не е тешко најтешко да ви е- играеме, али некако многу лошо минеме резултатски. ама кога ќе дојде ред со нив да си играе, е проблем, нели? Леле, еве ги вија пак сега. Кој се Знаеш како, не ни е проблем, дури више ни станува на сега морам да ги тепам, морам да ги тепам, ама многу работи кога се морат, А така не излеват. спрема која екипа сте најривалски, освен сега Силекс, да го тргнеме настрана од вие, на пример, што се по, да кажам, големи клубови. Не дека Силекс е мал клуб, далеко од тоа, ама Така, збороиме така. Вардар, Со збороиме Селикс не сме Пелистер. толку многу ривалски, колку што нели нас потешко ни оде Да, со да, нив. да. Да. Зборувам кога ќе испаднеш на терен ривалски, но онака ептен жустро што се вика да испаднеш. Искрено, сега моментално сите што се горе, нели еве Вардар, Шкиндија, Струга. Да. Мислам дека некако со Струга
тие Сијаите вака. Да, тие делни некако, како да кажам, надпреварувачки, нели? Ама примери, ви играете супер и они играат добро. Ја пошто пратам Македонска лига, нели неколку пати кажав и пред тоа кога се видиме, и ги гледам кој како играе. Таков жив фудбал играат, јак, агресивен и на пример Тиквеш играе по-лабав фудбал, мислам по-стегнат, не е така атак, не сте ноа ептен да напаѓате. Знаеш како, не сме атак, а сакаме ни фудбал да играеме. Нормално. Сега нели не сакаме да напаѓаме, Така некој колку ќе ти дозволи противникот. Така е. Али со тие екипи некој, знаеш како, они не знаат да се бранат. Сега да не звучам лошо, не дека не знаат. Не, така они е. се поише на напаѓачки, На напад. заради тоа што нели тука почнува се и буџет и квалитет и поскапи играчи со сето тоа. И ни тука доста добро сме котираме со нив, мада иако кажав дека сите порази ни се од нив, сите негативни резултати ни се од нив, али и нив му е многу тешко за сет тие резултат што до сега не поразили, мада последните два порази ни се така чудни, не сакам да се навраќам на тоа. Поминалото, ајде да биде поарно. Било поминало, али ние своја што го направиме оваа година од 9 коло имаме 8 бода, сега допред 3 кола или 2 кола имаме 40, мислам имаме уште 40 бода, значи за многу мал период направиме голем број на бодеви. И тоа ви осигурува на некој начин сигурен обстанок. Да. Ни треба уште многу малку, овие наредни 5 кола. Немате грешка. Тоа ми е зборот што нели кажаме и за публика и за се, мора да се вреднува. Барем тоа што е твое вреднува го. Така е. Кажи ми сега, два сезона еве прва лига е 12 екипи, од година ќе биде 10. И сега ако е тешко од година ќе биде уште по-тешко. Уште по-тешко, али знаеш како вредноста на тимот ќе биде поголем. И сега за тоа е многу битно да обстанеме уште 100% да обстанеме, нели? Така. Пак кажав, уште 3 бода сигурно ни треба за да бидеме сигурни. И кога обстанеш од тие 10 екипи, вредноста ти е многу поголема како клуб, како град, како играч, како се од тие 10 клуба и ти си. Така е. Така да сето внимание ќе биде насочено само на 10 клуба. Не исто да па сигурно ќе биде потешко од сега, ама дали битно квалитетот оде нагоре, така. Значи ние знаеме дека ќе биде потешко и тука мора да си најдеме наше решение, дај да се одржиме, да пробаме па да видиме погоре. Ако не можеме погоре, да бидеме на средина. Зошто не Европа, зошто да не да се освои титула, нели? Чулте Господ за таа Европа, нели, викаме, не е недостижна. Многу ете, малку видиме треба, дека е достижно, така? Многу малку треба, значи со организација, со среќа. Така е. И мислам дека ќе биде. И поддршка од публиката нормално. Тоа е еден од најбитните фактори, ја мислам. Искрено, да. Да ми направиш споредба, еве ти имаш кариера вака, долго време играеш фудбал, посебно Македонија. Дали порано, од кога почна да играеш у прва лига и сега има разлика у квалитет у лигата? Кога беше по-добро, тогаш или сега? Искрено мислење сакам. Или ако сакаш, па не одговарам. Не искрено, значи работата е таква што мора да кажеме дека порано беше. Ради тоа што ќе тргнем нели од самата репрезентација, што порано ниако сега у поново време беме нели на тоа европско првенство сега, али порано имаше играчи, сега малку нели ќе избегам од ако слободно, кај што и у репрезентација имаме играчи били у Мајнц, у Ајнтрахт, и сега имаме Наполи, у Турција имаме играчи. Не е спорно тоа, али поранешниот квалитет со сегашниот некако нема споредба, а сега е многу полесно за фудбалерите. Да. Па некако онлайн отворена работа и... Да, и од самото тоа да тргнеме што јас кога бев 28-29 години, значи тоа више скоро пред 10 години. Увравот на кариерата. Да. И знаеш дека за 3-4 години ти се ближи крајот на кариера. Ама како мине времето, еве, ваа година, напоминава 10. Зборот ми е порано се знаеше до 32-33 беше стар играч, кај што нели викам, оти мало позади и млади играчи кај што газеле. Сака нече он мора да се откаже. Тоа го зборувам, за да дојдеме на европско првенство треба да се направи генерација пред 15 години за да дојдеме на европско првенство. Дали сега се работи така за да дојдеме на светско или европско на последни две наредни? И тоа ми е мене моја. Секогаш честувам за тоа дека има квалитет. Така.
кај нас има квалитети, знаеш што нема? Стадион нема, трева нема, ние уште се радуеме на зелена трева, уште се радуеме на убав стадион. Мора тоа да се смене. Искрено да ти кажам, например, кога вие од кога сте управа Лига Тиквеш, ја имам идено и гледам утакмици, и кога ќе видам како е добар теренот, и кога ќе отидам да гледам втора лига кај нас, тоа е катастрофа, не знам сега како и да звучи, ама така е. Тоа додека не се смене, никој пат напред нема да оди. Голем дел и од терените од прва лига се лоши. Па еве сега ќе почнеме здрави живи, август, септември, така Да. 50 степена. Ти играеш у 5 сат. У 5 сат не идат луѓе да гледат, а не ти да трчиш. Така е. И сега што треба да случи нешто за ние да почнеме да местиме рефлектори, па не знам што, па да играеме у 8, у 9, Да. па сите да дојдат. Ама виче одена кај тоа, нели? Ја колку што имам информации сега дека ќе местат рефлектори у Кавадарци, така ли е или? Ги имаме тие информации дека стварно Пошто председателот најави дека ќе местат. да, има мислам дека од лето сега нели да не најавуваме порано. Дај Боже. Дај Боже да биде така. Има информации за да биде така. И мислам дека тука ќе биде посебно Кавадарци, уште поголем број на публика, ради тоа што се навикнаме ни на публика, тоа морам да го спомнам. Да. Значи ние играеме со многу клубови што многу малку публика има. Ајде Да не ги критикуеме, ама така е, пушти на телевизија и ќе видиш реално како е сликата. И нас не е баш окей кај има публика, кај има народ. Стварно сакаме кога има, ради тоа што па ќе кажеме секој спорт се играе за публика. Така. Ама убаво кажат и рефлектори кога ќе наместат, например, ви сега играете у многу незгодно време, играете у 3 сат, играете преку неделата. Како сегден? У цела Македонија ли зборуваш? Па да. Цела Македонија. Таква не е лигата. Посебно сега што наместија, нели Да. има утакмици и петок и понеделник, па и што викаш ти кој ќе дојде Да. у петок у У 2 3 сата. сат, да. Сега сите се на работа луѓето. Нема. И кога би имало рефлектори би дошле у 8 сат. Сите би дошле, кој не би дошло? Како на пример оиме на кошарка, како оиме на ракомет да гледаме, отие вечер на пример у таков термин кај што е у сала осветлено. Да. Па и реално 90% од народот е дома. Да. Или на пример пред тоа играете у недела, а и недела е неработен ден. Сега играете секој ден преку неделата. Сега И има, никој не одговара. Понеделник, вторник, среда, сега е баш онака го поддржувам сето тоа, али пред се дај да направиме услови за да играеме и понеделник и вторник и среда. Не е исто, кажаме да не се повториме у понеделник да играеме јас у 2 сат, кај 90% од народот е на работа и ни сакаме сега публика. А играеме еве со, не знам, со Шкендија играиш. Да. Последно тоа се случи со Последниот Шкендија првак играеме, што бил од лани. Со Шкендија играеме сега у петок у 2 сат, мислам дека беше така, или 3. Да, баш ја гледав утакмиците Да. и си правам нака, си викам како може сега да играат у 2 сат кога никој не може да отиде, реално. Сега да играеш у недела у 20 часот, сите ќе отидат Па реално. знаеш, може да се случи еве сега со тие, нели, па ќе кажам позвучи ми, ама да убава е прва лига више да се гледа со било кој противник. Така е, така е. И сега може да се десе Шкендија да ти дојде еднаш у цела сезона дома. И замисли ти да ставиш у петок у 1 сат. И сега нема да дојде и он треба да чека да дојде цела година да помине за да изгледа Така е. Шкендија дома. Така. Многу јасно. Колку време снимаме? 44 минути. Значи може веќе при крај да е. Да. Брате, нешто што се каже да кажеш, а јас што не те прашав. Немам, онака баш ми Дали Не ти знам. беше те пријатно сега денеска тука вак што си направиме моабет Топ ми е, отворен? знаеш, вие моабет стварно ми прија, посебно, нели викаме, внесен си у тоа, у фудбал, у сето тоа, така да баш ми е окей, мислам дека се... Да. Кажи ми, што мислиш за иднината у фудбалот у Македонија? Дали ќе оде на подобро? Дали има надеж дека ние еден ден ќе се пласираме на светско правенство кај репрезентација? Дали има надеж дека на европско пак ќе отидеме? Со надеж мора да живееме. Така. И не би гледал зошто да не. Сето тоа и европско и светско, али па ќе кажам без работа, мислам дека ќе биде малку тешко, може да се погоди еднаш или два пати на среќа, Да. али повеќе пати ако сакаме да бидеме дел од сите тие манифестации, пак ќе кажеме нели еве светско, европско, па и вие европски купови што се играат, нели ништо и како со Тиквеш што ги доживеаме, Да, баш да, ми да. Тиквеш отиде на Исланд. Значи реално Ја гледав утакмицата онлайн и
тука беше топло, а таму беше ладно, така ли беше? Или не? Таму немаше ноќ. Да. Таму Јасно. немаше ноќ, Така да, нешто беше. Искрено требаше да биде, нели, летоот и они немат ноќ, цел време беше, да не кажам, прилично мрачно на 12-1 саат, да. Требаше да биде топло, се погоди, дожд се погоди, малце ладно. Баш гледав Да, утакмицата и несреќно изгубите таму. Те несреќно, ги имаме, нели викаме вака за да водиме тоа второ коло, али пак ќе кажам, дај да се трудиме, нека биде што почесто тоа. Битно убаво искуство, нели? Преубаво искуство и пак ќе кажам, многу сум горд со сето тоа што сме дел, че напише у историјата на Кавадарци, Так. на Тиквеш, на На клубот. Македонија исто. Многу е битно да си, мислам, многу сум горд што сум дел од историја. Не е мала работа да си нешто, нели, у историја на некој клуб. Така е. Брат, ја искрено ви поскувам се најдобро и дај Боже. Коста сака да праша нешто. Де Коста ти за фудбал нешто? Не ли довикуваат навивачите, дават идеи как да играете? Дај му фил, нели свира. Има да послушаш некој, а послушаш без разлика. Пример, дај Да му послушаш или да му вратам, или да му вратам. Или да му речи чути ме ти доста. Си има дешавано, кај што сега сите сакат земја топката, оди, дај гол. Ајде, дади гол. Сега, сите гледаме на телевизорот фудбал. А таму се е окей, таму го разбираме, таму сите што враќа топката на голманот е супер. Ние враќаме топката на голман, дај му позади гол, дај му па на голманот, дај му, значи, како таму горе у Европа е нормално да се врата на голман, кај нас не е нормално. Значи, да, има периоди кога губи, стварно треба да побрзаш. Али има моменти кај што ми се има да се една случка губиме, па ќе кажам, ние не брзаме со дувни штопкати, ајде да напред што биде нека биде, туку се има да се едно со акција малку поспора израмниме. Да. Тогаш е окей. Оти си ја одложил назад, си ја дал на голман, тогаш е окей. Значи некогаш некои работи се случуваат поспора, али се случат убавото. Така да реакции има, не сум ги послушал. Мало и че има. Така. Битно кој сака да поддржува, нека ги поддржи луѓето, а не сега таму да одиш и ајде да пцуиме сега. Тоа не е. Тоа виќе мора да го исфрлиме од културата. У глобала, брат, Век се беше што побрегу. Да. Што не сме на утакмица тука, што свириш? Факт е дека одиме, нели, така е настанот на одиш на стадион да се извикаш. Да. Али Ама сега кај кавдарчани не помни да викат. Ти извик се по судијата, извик се по противникот. А што па судијата му е крив? Судија геј. Јај да не лафам. Да. Поздрав до судиите, имам пријатели судии, че гледат нумци, че им се налутат. Сите имаме така, да. Така. Арно. И брате, фала ти што дојди, мене ми беше огромна чест и вака човек што има кариера, што сум го прател и многу ми е мило и фала што дојди. Се надевам дека кога ќе отидеш у фудбалска пензија, па ќе ни дојдеш гостин, па да си направиме отворен убав моабет, тогаш може и почне можеш да кажеш некои работи што сега не можеш да ги кажеш, ама нема врска. Фала на поканта, се надевам дека таа наредна емисија, кога се откажам, ќе биде за 5-6 години. Ја така мислам, минимум 5-6, значи нема воано. Се шалиме, нели, здрави и живи. Фала уште еднаш, баш ми беше пријатно. Ептен, посебно ми се допадна што стана на моја страна со вака да не се стегам у сако. Аутфитот ни е недоговорен, ама полудоговорен. Да, и поминаваме баш за тоа може малце по-релакс. Да. Па спортска е денеска, подкастот ни е спортски, фала Богу. Да, ама и на ланецото до згора. И наочаерите од некња. Дечки, воа беше нашиот тиквешки моабет и фала ви што не пратите. Уште еднаш сакам да ве замолам да не поддржите, да ни стиснете лайк, палче, да ни стиснете subscribe, да не поддржите на нашиот канал. Вас ништо не ве кошта, нас многу ни значи. Фала ви уште еднаш и се гледаме наредниот викенд. Голем поздрав!